третиот учесник во денешната сесија, исто така мојот драг пријател Сашо Маневски, председател на Нов Асном. Сашо Маневски е роден и израснат во Скопје, поголемиот дел од својот живот го поминал во Канада, каде што завршил факултет за менеджмент, одсек финанси. После студиите завршил курсеви за инвестициски брокер и работел во Royal Bank како инвестициски советник и кредитни менеджер. После 3 години работа во банкарскиот сектор во Калгари, заедно со татко работа во секторот за недвижности. Од 2006 до 2008 година се пријавил како доброволец во владата на Република Македонија и работел како советник на министерот Ташкович. Во 2014 година се вратил во Канада и работел во својата компанија Castle Homes. Во 2018 година заедно со мала група македонци, меѓу кои ги Ташков модератор, се организира и дава свој придонес за повик за бојкот на референдумот преку Бојкотираме МК. Во 2022 година, како исклучително редок случај, тоа е моја констатација, се врати од Канада во Македонија и основаше организацијата Нов Асном и действува на полето за јакнење на македонската кауза. Насловот на неговиот труд е за обнова на Македонија, Нов Асном пост-фестум. Повеќе. Благодарам Тејан и благодарам на Алда што ме повика на овој значаен форум. Многу сум благодарен и имам чест да бидам овдека да презентирам за Нов Асном, тоест за обнова на Македонија, Нов Асном постфест. Македонски народ, 80 години од Аснон, нашиот највозвишен чин на самобитност, независност и борба за нашата државност. Македонците западнаа во нови, поробувачки, железни политички пранги, кои надвиснаа над сите нас, кои не претворија во слуги на сите туги интереси, освен македонските. Денес, македонецот е поробен во својата држава, не можејќи демократски да изрази својата слободумна политичка волја, која е крадена од двете најголеми предавнички македонски политички блока, кои го прифатија предавничкиот бугарски и преспански договор и верно го исполнуваат Охридскиот договор и безалтернативно издружено гракаат ЕУ, НАТО, нема алтернатива. Денеска, исполнувањето на желбите на Вашингтон, Лондон, Брисел, Берлин, Тирана, Приштина, Атина и Софија е поголем политички приоритет него политичката волја на македонскиот народ, кој гласа по принципот гласај за помалото зло. Цел овој странски политички товар, кој е носен од домашната предавничка македонска политичка елита, е дел од додатниот политички товар, наречен албански политички хегемон, чие делување влева страх во коските на двете најголеми предавнички македонски политички партии, кои често носат штетни одлуки за македонскиот народ. Биднавме земја во која што црното е бело, белото е црно, лошото е представено како добро и обратно. Ирационалните економски, политички, социјални и здравствени политики се представуваат како рационални од страната на владата, незиниот пиар тим, послушни ТВ куки, подкупени новинари и квази-аналитичари. Во оваа дивоградна, Северна Македонија, апсолутно е нормално да имаме оглас за доктор во државна болница, каде што еден од главните услови е да се биде албанец за да се вработи во државна болница. Тоа е новата нормалност. Политиката на дискриминација врз македонците преку амандманот 6 од Уставот, убаво наречен соодветна и правична застапеност, е норма во целата држава. До неодамна укинатиот балансер, кој произлезе од лажираниот попис, а истиот ќе се замени со закон за правична застапеност, само ќе ја доуреди оваа дискриминација против македонците.
Воспротивно, меродавноста, професионализмот, етичноста се ставени во втор план. Националноста, и тоа албанската, е најважна за да се праша целата дивотворба северна, како политички ќе го живее својот живот. Воспротивно, тука се разните невладени организации, платени со странски владени пари, како и подкупени новинари, медиуми, а и македонски политичари да не подсетат дека дотолку дотичната политика одлука нема одобрување од албанскиот фактор, тогаш безбедноста на државата е во прашање. Албанскиот политички фактор е нашата политичко-криминална баба рога, последниот беден на оваа квази-демократска држава, кој ни кажува каде ќе се движи нашата политичка траекторија. Истиот е диригиран од Вашингтон, рецитиран од Брисел и неговите сателити, за да биде послушно следен од македонските предавнички политички елити, кои сервилно имплементираат се што им е сервирано на европското политичко мени. Западната либерална хегемонија што извера од Соединетите американски држави, преку Брисел надвисна на нас македонците и не втурна во идентитетско, политичко и економско робство, од кое робство само ние, македонците, здружено можеме да се извадиме. Никако другачи. Најголем непријател на ова робство се срекните робовски македонски политички елити. Срекните робовски македонски политички елити, кои сервираат лагата. Чекај сега, чекај не можеме сега. Чекај слаби сме, чекај малку сме, чекај да средиме судство, корупција, чекај да го средиме здравството. И така до недоглед. Уште 5 века ако треба. Они се срекни робови. А како се отпочна? Се отпочна од гласањето на референдумот на 8 септември 1991, кога официјално прогласивме независност на 16 декември 1991 година. Република Македонија. Тоа е сон на македонецот. Таа истата почна со живот. Но од самиот старт се наметнаа непријателски насочени сили, предводени од Грција, за која граѓанската војна од 1947-8 година се уште до ден денес не е завршена, а чија цел е истата преобликување на целата македонска нација. На овој пат на преобликување ќе го прави, но овој пат нема да го прави со војна. Тоа е минато. Ќе го прави на демократ, дипломатски, економски, пропагандистички и секој друг ненасилен начин, за да нас македонците не убедат дека они се го прави. Но овој пат преобликувањето го правеше и го прави од самиот почеток. Од грчкото убедување, Европската унија преку Советот, Европскиот совет, ја прифати нивната позиција и на 27 јуни 1992 година во Лисабон, Лисабонската декларација, зеде став дека го признава суверенитетот на државата, но не и името Македонија. Последователната резолуција 817 усвоена на 7 април 1993 во Советот на безбедност на Обединетите нации ја потврди позицијата на Европскиот совет и не прекрсти во бивша Југословенска република. Првиот убоден клин во срцето на Република Македонија и на македонската нација беше нанесен на 13 септември 1995 со времената спогодба со Грција, именување на знамето, како и смена на уставот кој наводно содржаше територијални претензии кон соседите. Ова нормално се случи после ембаргото од страна на Грција и ембаргото на Обединетите нации врз Србија имаше негативни економски последици врз нас. Времената спогодба сигнализира
дека политичкиот врв на Македонија е спремен да преговара за нешто што воопшто не смее да биде предмет за преговори. А тоа се суверенистичките одредби кои припаѓаат на секоја нација. Нешто за кои се бореле и избореле генерации македонци низ историјата и за кое воопшто не треба да биде предмет на разговор. Првичната македонска политичка попустливост беше само почеток на државничкото беспаке со кое се соочуваме до ден денес. Со таа времена спогодба, македонските политичари прифатија некој друг да им ја крои својата судбена, да им наметнува услови, закани и уцени, а тие да прифаќаат скоро се што од нив ќе се побара. Барањето на смената на уставот и знамето беше само почеток. Овој сигнал на политичка попустливост на македонскиот политичар беше поопштен од сите, освен нас, македонците. Со оваа политика, силувањето на политичката волја на македонската нација требаше да стане норма. Значи, силувањето на политичката волја на македонската нација требаше да стане норма. Следеше реденката, Охридскиот договор, територијалната поделба, Мајскиот договор со кој неуставно се владее со Македонија, Хашките случаи и амнестија за нешто што не се амнестира, тоа е помилување на војно злостарство. Македонските политички елити не само што беа попустливи према надворешните политички фактори, него верно ја следеа политичката волја на албанците, олицетворена преку политика на Дуи и воведуваа закон и систем на владење, кој не често е надвор од уставот и надвор од секоја нормална политичка памет. Без разлика дали е СДСМ или ВМРО ДПМН на власт, истите прифаќаат нешто што не треба да биде предмет на расправа. Следниот чекор беше прифаќањето на бугарскиот и преспанскиот договор и промена на името во за нас омразеното име Северна Македонија. Со промената на името во Северна се предадоа сите идеали, целата заложба и борба на сите генерации македонци кои се бореа за формирање на Република Македонија, кој резултираше со заседавањето на АСНО на 2 август 1944 година. Северна Македонија е антимакедонски проект со кој ние вечно треба да бидеме заковани во чекалната на светлата ЕУ. Во спротивно, прифаќањето на условите содржани на Преспанскиот и Бугарскиот договор значи правна смрт на македонската нација. Ги живееме најцрните делови на македонската нација, зашто дозволивме да не владее најпредавничката македонска политичка генерација во историјата на македонската нација. Го предадоа името и историјата со Преспанскиот договор и се договорија со Бугарија идентитетски да не докрачат со Бугарскиот договор. Историската комисија, која ќе бара целосна промена на нашата историја заедно со бугарските политички барања, содржана во францускиот предлог и општо прифатената политичка декларација на бугарскиот парламент од 18 октомври 2019 се условите кои ќе треба ние да ги исполниме заедно со Преспанскиот договор за да влеземе во ЕУ. Доброволното идентитетско откажување од нас самите е условот да влеземе во ЕУ. Така наречениот безалтернативен европски пат е целосно антимакедонски, како што и оваа антимакедонска дивотворба Северна Македонија. Истиот европски пат е безалтернативно поддржан од предавничките ВМРО ДПМН и СДСМ, кои се претворија во обични измеќари на странските
и албанските интереси, но не и на македонските. Денеска, колјачите на асновците, како што е Джемо Хасан, си имаат споменици, имиња на улици и разни други обележја, додека се бришат и уриваат асновските обележја. Ова е апсолутно неприфатливо за нас македонците. Апсолутно е неприфатливо за нас македонските да живееме во држава каде што Джемо Хасан е символот на соживот. Во тој контекст се поставува прашањето, а што е прифатливо? Кои се нашите македонски безалтернативни национални цели? Дали треба да одиме по европскиот пат на самодеструкција или да избереме нешто ново? Нешто кое ние, македонците, искрено и со душа го сакаме. Одговорот е чисто кристално јасен. Во него се содржи волјата на македонската нација, изразена на 8 септември 1991 и на 30 септември 2018 година. Волјата на македонската нација треба да биде наша водилка, од која што ние не смееме да се одрекнеме и за која што треба да бидеме спремни своите животи да ги дадеме. Исто како тоа што го правили и линденците, асновците, како и многу други пред нив. Македонските национални цели треба да ги адресираат трите главни проблеми на македонската нација – идентитетскиот, економскиот и безбедносен. Во тој контекст, нашите македонски национални цели се возобнување на Република Македонија, во каде што секој граѓанин ќе има еднакви можности за просперитетен економски живот во здрава животна средина. А сето ова треба да се постигне имајќи го на ум, зачувувајќи го суверенитетот на Републиката. Тоа се нашите главни национални стратешки цели кои произлегуваат од желбите на македонскиот народ, од кои нема одстапка по никоја цена. Сега, кој ќе го направи тоа? Кој треба ова да го направи? Ние, македонци. Поединци од здравото македонско национално ткиво треба да бидат носители на оваа нова национална борба. И прв предуслов треба да бидат спремни да ги дадат своите животи за оваа света борба. Тоа е прв предуслов. Ние треба да бидеме среќни дека ќе бидеме во позиција да гинеме за нашата кауза. Зашто таа чест припаѓа само на најизбивлените малкумина, а сите ние, вклучувајќи и вие, ќе умреме. Прашањето е како? Ако треба да загинеме, ќе гинеме со насмевка на нашите лица, знаејќи дека ова е света работа. Борбата наша е за секој македонско срце и ум, затоа што ние македонците сме најголемиот проблем на самите себе си. Борбата пред се треба да биде освестувачка, треба да ги убедиме македонци дека тоа е најдобро за нас, само тоа ние можеме да го постигнеме и од нас зависи успехот. А потоа и обединувачка кон сите оние македонци кои ги дигнаа рацете од нас самите и кои не веруваат во било каква национална кауза. Здравите македонски интелектуалци треба да бидат првенци на оваа нова борба која ќе резултира со национална победа. Ништо друго освен победа. Високите морални карактеристики, како честност, храброст, одговорност и непокорност, треба да ги краси водачите на оваа движење без исклучок. Отстапки од високите морални карактеристики нема, како што нема ни отстапки од високите национални цели. Победничкиот менталитет треба да биде во сите нас. Александар Македонски
е нашиот прв пример дека со малку може да постигнеме многу и да се достигнат звездите на бесмртноста. А асномците се тие чиј пат треба да го следиме за да ги оствариме нашите цели. Затоа ни е потребен нов асном, за да ги вратиме асномските принципи на нашата државност, кои сега ги нема. Одејќи по патот кон Република Македонија, треба да очекуваме цензурирани, лажни обвинения, кривични пријави, секакви етикети, уцени, закани, критики. Но тоа е само потврда дека сме на правиот пат. Тоа е нашиот коректор. Колку повеќе има вакви действија, толку подобро. Зашто ова е најнеблагодарна работа во која сме се впуштиле и многу повеќе ќе слушаме критики, лажни обвиненија и искази, него пофалби. Самите треба да се бодриме меѓу себе, за да оствариме нашата света цел. Треба да бидеме свесни дека може би нема да успееме и не треба да се плашиме од неуспехот. Тоа не треба да не плаши. Тоа не треба да не обесхрабри по колена. Напротив, треба напорно да работиме, за да бидеме светол пример за идните генерации да го следат и ја остварат нашата цел. Но јас силно верувам дека ние тоа ќе го постигнеме. Возобновувањето на Република Македонија е света работа. Кон таа цел ќе бидеме отворени за соработка со секого и секој кој не поддржи по нашата заложба. Нема затворање на вратите за соработка со никого. Остварувањето на нашите цели е целта и секој кој искрено сака да помогне е добре дојде. Ке бараме пријатели кои ќе не разберат и поддржат во нашите цели. Отвореност, спроведување на нови идеи, секогаш треба да биде присутна секогаш од секого, без исклучок. Барањето на алтернативи во безалтернативниот пат кон Република Македонија е начинот кој ќе го практикуваме. Секој треба да действува во своето поле на способност и знаење, во местото каде што живее и во едно организирано и координирано действување ќе ги оствариме нашите цели, секој во својот домен на знаење и способност. Ние треба да го извлечеме најдоброто од себе, за да успееме колективно. Предизвиците кои произлегуваат од националните цели се генерацијски. И нов асмен е спремен да се справи со истите. Придружете се, за да повторно бидеме победници. Благодарам.